Добре, криптоентузијасти, денес имаме исклучиво битна тема. Сакам да поразговарам малку повеќе за FedNow и сето она што истото значи за криптопазарот во моментов, со оглед на фактот дека FedNow е скоро овде. Значи истиот сега ќе поразговараме и од каде потекнува, кога истиот треба да започне, што истиот представува, како истиот ќе се одрази и на пазарот и нели, кои се неговите основни функционални, да речем, особини. Така да ова е нешто што мораме да го знаеме, затоа што FedNow верувам дека е почеток на крајот на ова ширење на CBDC низ целиот свет, односно после овој FedNow очекувам дека ова ќе биде доста пораспространето. Сега, ќе поразговараме за тоа како истиот е уствари CBDC, но нели се крие, да не се каже официјално дека е CBDC, затоа што нели CBDC е апото, а FedNow не е CBDC. Значи, ќе ги опфатиме сите можни особини на истиот и нормално ќе видиме што истиот значи за крипто сектор. Со тоа што прво нормално мораме да објасниме од каде потекнува целото ова зло. Сега, интересно е тоа што уште од 2015 година се работи на ваков тип на проект, како што е FedNow. За оние кои што не знаат, FedNow представува практично замена за криптовалутите и за претходните банки кои што имаа ваков тип на instant settlement, односно трансакциите помеѓу банките и сите учесници во финансискиот сектор во Америка ќе бидат завршени инстантно, како што тоа е, например, случај со самите криптовалути. Сега, зошто е толку битно? Значи, битно е затоа што во оваа ситуација практично го завзема местото каде што веќе беа и самите криптовалути и претходните банки кои што имаа ваков тип на сервис. Сега ќе објаснам. Значи, уште од 2015 година се работи на идејата за FedNow, со тоа што 2017 година конечно овој Task Force, значи Task Force, представува одредена група на професионалци во ова поле кои што треба да практично направат заклучок и план за тоа како ќе се направи и одвива еден ваков тип на развој на Федералната резерва, со тоа што истиот е направен и заклучен во 2017 година. Сега, од 2017 година, значи се знае дека треба да се направи ваков тип на услуга во Федералната резерва и да не заборавиме, 2017 година, ова кога се случува е практично бул маркетот во, значи ништо од ова не е коинциденција, тоа прво да ви стане јасно. Големите играчи не знаат за коинциденција, големите играчи знаат за планирање. Кога гледаат дека некој одреден елемент, како што е во оваа ситуација криптовалутите, се појавува како компетитор, значи истите мораат да најдат начин како да излезат пред него. Така да, бул маркетот 2017 година, каде што се гледа дека криптовалутите не одат нигде, освен нагоре, официјално дебилите од Мурика одлучуваат дека треба да направат нешто за да се спречи ова зло кое што дава слобода на луѓето. Сега, гледате како тактички е сето ова направено и најавено во истите моменти кога се нуди приватно решение за она што моментално не може да го овозможи Федералната резерва, а тоа е постојано работење на финансискиот систем и постојани инстант трансакции помеѓу финансиски институции. Значи, не знам дали се сеќавате, но Facebook најави ваков тип на така речено криптовалута, Libra, која што требаше да биде приватна криптовалута на Facebook и истата е најавена, гледајте кога. 18 јуни 2019 година. Значи тоа е уште пред претходниот bull market. Значи тоа беше на некој начин онаа корекција која што добивме 2019-2020 година, но зошто е тоа битно? Веднаш после ваквата најава, каде што некоја голема корпорација, значи претходно зборуваме за помали компании кои што имале своји криптовалути, наједнаш кога излегува во тоа време една од најголемите корпорации во Америка со свој приватен проект кој што треба да има 24/7 instant settlement за трансакциите. Веднаш потоа во август 2019 година најавуваат дека официјално ќе има ваков тип на услуга која што ќе ја нуди директно Федералната резерва, а Федералната резерва во оваа ситуација представува Централната банка на Америка, која што практично ќе биде државен CBDC проект или во ситуација ќе ги замени криптопроектите кои што тоа го нудат. Сега, што е интересно од целата оваа ситуација која што мораме да го забележиме? Значи, се тоа е планирано и многу паметно направено со цел да зрземе максимален ефект, а при тоа
очигледно со соодветно планирање и акции, Федералната резерва и Комисијата за хартија од вредност ја елиминираат комисијата пред ваквата услуга да дојде конечно да биде употребувана. Односно, сега да се вратиме малку наназад на крајот на 2022 година и почетокот на 2023 година. Значи, се најавува дека ќе имаме FedNow услуга на практично средината на 2023 година, односно во ситуацијава во јули. Така, веднаш после ваквата најава, вие имате банкарска катастрофа. Зошто? Првенствено затоа што страф во банкарскиот систем дополнително ќе ве натера да се подпрете на Централната банка, затоа што Централната банка ви вели, значи јас сум тој што ги вади овие банки од криза, значи не, јас сум таа банка што е над сите банки, така. И сега вие нормално се размислувате, добро, ако ги држам своите пари во обична банка, нормално е дека, нели, ризикувам. Додека кога станува збор за Централната банка, нормално е дека сум позаштитен, тоа е Централната банка, државата стои позади оваа банка, така. Со тоа што не е значи доволно, туку оваа банка, значи на страната, нели на големата банка која што пропадна, која што оваа ситуација не е битна. Многу побитно ни е не Silicon Valley Bank. Silicon Valley Bank беше нормална стандардна банка, малку поголема од вообичаено, која што пропадна. Но втората банка која што пропадна, тоа беше Silvergate Bank, значи не Signature Bank, не First Republic, Silvergate Bank е битната банка која што во оваа ситуација беше директно нападната од страна на СЕК и Федералната резерва. Зошто? Затоа што, за разлика од Федералната резерва, веќе постоеше таков тип на платформа кој што се нарекуваше SEN и кој што беше во превод, значи, само да ви го покажам како се кажа точно името, Silvergate Exchange Network. Односно, ова беше услуга која што ја нудеше Silvergate банката и која што на голем број на корпорации, без разлика дали станува збор за криптосветот или за останатите традиционални финансиски институции, им нудеше 24/7 Instant Settlement Service. Зошто точно оваа банка беше нападната? И ако сте следеле во целиот овој тек на кризата, значи Silvergate банката ниту во еден момент уствари не беше направен бенкран на истата. Туку буквално беше затворена без соодветно објаснување. Тоа е проблемот. Значи значи оваа банка, најголемата која што пропадна, Silicon Valley Bank, значи таа имаше таков проблем со бенкран. Додека во оваа ситуација Silvergate Bank ниту во еден момент немаше проблем. Единствен проблем кај оваа банка е тоа што истите го нудат тоа што веќе сака да го понуди и самата Федерална резерва. И нормално, веднаш после тоа, затоа што прв ваш компетитор ви се банките кои што ја нудат оваа услуга, затоа што која е поентата вие да треба да се преместувате сега во Федералната резерва, ако веќе имате оваа услуга од банка во која што работите со години, така, како што работеа најголемите крипто менувачници во Америка. Нормално, веднаш потоа, кој се вториот степен на ваков тип на конкуренција на Федералната резерва, секој тип на криптовалути. Било кој тип на криптовалути ви го нудат това без надзорот кој што ќе го добиете со Федералната резерва и нивната CBDC која што ја маскираат. Зошто го велам ова? Затоа што без разлика дали Bitcoin, Ethereum, Ripple, Cardano, DOT, Solana, што и да е. Вие може во било кое време од еден на друг, на било кое, значи локација во светот, да трансферирате колку сакате без никакви лимити, без никаков директен surveillance, односно надзор. Така да, кој е вториот по големина, дури би рекол и првиот по големина сектор кој што е проблем за FedNow? Криптовалутите. Chokepoint 2.0, она за која што разборуваме на каналот веќе половина година, како истото е во ефект. Гледате дека како повеќе се ближиме до јули, кога треба официјално Федералната резерва да го изнесе своето, само да не каде беше официјалниот сајт. Значи, Федералната резерва официјално во јули, крајот на јули, треба да го изнесе својот FedNow продукт. Така. Значи, нормално дека треба за тоа време да се исчисти што може повеќе од овие компетитори. И затоа, нормално, дека Гери Гангстер е очигледно под инструкции дека треба да нападне се. Затоа добивме тужба и против Coinbase, и против Binance, и пропратно против 10 до 15 најголеми коини на, нели, по маркет кап на криптосферата, буквално со цел да се отстранат пред Федералната резерва да го даде оно што моментално, нели, сите као наводно го очекуваат, значи, нели, главен компетитор. И постојано се кажува дека, нели,
Федералната резерва и незиниот FedNow сервис ќе биде многу подобро од криптовалутите. Нормално дека ќе биде ако вие не ги дозволувате криптовалутите. Тоа е како во една држава, значи вие отварате нова компанија за коли, која што е државна, и ги затварате сите други компании за коли и велите најдобрата компанија за коли ја поседуваме. Затоа што веќе нема други компании, сте ги затвориле, се разбираме. Сега, FedNow ќе биде директно под контрола на FedNow Community. Иако овдека точно не се кажува, значи кои ќе бидат овие членови, значи се уште нема соодветна листа, значи можеме да видиме дека станува збор за повеќе од 1600 industry peers, односно во оваа ситуација тоа се главните представници на индустријата. Сега во оваа ситуација дали станува збор за финансиската индустрија, што ова би го направило да бидат практично 1600 банки, што е многу можно, иако нели се уште дополнително ќе добиеме информации за ова, како и да е, главните одлуки наводно за FedNow треба да ги донесува овој FedNow Community. Веднаш можам да ви кажам, ова ќе биде некоја крајно затворена институција, дури не е институција, ова е приватна консултација помеѓу некои што сакаат да контролираат светот. Сега ќе ви покажам точно кои се карактеристиките на FedNow, за да видите дека нема никаква разлика од CBDC, ама никаква. Значи, која е underlying technology се уште не е официјално образложено, за да можеме да видиме, дури ако е, нели јас не би можел тоа доволно да го разберам, но тоа не го менува фактот дека прво ќе видиме дека е комплетно компатабилно со крипто нели сферата, значи со блокчейн технологијата, а второ ги има сите карактеристики на CBDC. Сега нема да не влегуваме во тоа, нели, што си и како се, значи ќе ви го ставам во линк со одветното видео за CBDC, за да научите што представуваат истите, за да не мораме да се повторуваме, само ќе ги образложиме оние фактори кои што веќе сме ги образложили во претходното видео за CBDC, за тоа како FedNow е само една комплетна копија од CBDC, која што наводно не е CBDC. Сега, значи, прво да објасниме, нели, како сето тоа изгледа во однос на функционирањето на FedNow, а потоа ќе се навратиме на CBDC моментот. Значи, очигледно, веќе постојат 57 early adopters, односно тоа се очигледно банки најчесто, како што можеме да видиме, со тоа што ги има некои од најголемите, еве, најстарата банка е BNY Mellon, која што во исто време нели има и crypto security лиценца, како и да е, нема да навлегуваме, со тоа што има и сервис провайдери, ова се повторно опции за транспорт на пари низ светот, практично во една или во друга насока, како и да е. Овие early adopters веќе се во улога на праќачи и примачи на трансакции, кои што преку Федералната резерва директно праќаат и примаат ваков тип на FedNow трансакции. Сега, да објасниме како се тоа изгледа, значи рековме доаѓа во јули, на крајот на јули треба да почне практично истата да функционира, со тоа што ова е така речено карта за практично како би требало одредена организација да се припреми за да биде практично дел од FedNow уште на самиот старт. Со тоа што рековме дека веќе постојат голем број на институции кои што веќе се, значи ова се целосно сертифицирани институции кои што на почетокот на FedNow веќе ќе бидат активни и ќе имаат нормално начин практично да го користат истиот. Сега, покрај тоа што нели имаме 6 фази на нели приклучување и сето тоа, за да објасниме како ќе функционира, значи потребна ни е оваа слика. FedNow, самата централна единица ќе биде во Федералната резерва. Со тоа што примачи и праќачи ќе можат директно да ја користат оваа услуга само оние кои што поседуваат мастер акаунт. Мастер акаунт своевидно во оваа ситуација представува нод кој што ги презема трансакциите од секојдневните граѓани и компании како физички и правни лица и при тоа истите ги запишува на практично Федералната резерва. Замислите како ова е блокчейн, оние кои што имаат мастер акаунт представуваат нодови кои што ги процесираат овие трансакции. Со тоа што Федералната резерва представува самиот блокчейн, а нодовите, односно мастер акаунтите се оние кои што практично ја запишуваат оваа трансакција и ја прават во ваше име. Сега, интересното што е, ако го погледнете овој артикол од 10 јуни 2023 година, во кој што дури ни Конгресот не ја знае листата на компании кои што поседуваат мастер акаунт. Значи, Конгресот на Америка до сега ја немаше добиено листата на компании кои што поседуваат мастер акаунт. Погодете што се случило, значи станува збор само за банки. Само банките имаат опција да имаат мастер акаунт во самиот директно со самата Федерална резерва, што значи дека вие сте условени
да банките се практично ваш custody provider во однос на користење на оваа услуга. Со тоа што кога прочитате овој цел артикл ќе ви каже, значи интересно е овдека дури само некоја реченица ќе ви прочитам за да ви стане јасно. Значи само да ви кажам каде прочитате ова. Значи ова се изјави од конгресмени. Вели не е ни чудо што вика Федералната резерва се бореше толку многу да не се покаже оваа листа. Значи вие замислете кои се на оваа листа. Значи оваа листа се уште не е ни јавна, барем ја не успеав да најдам како и да е. Значи ви станало јасно кои фаци и компании, односно извинете банки, се дел од ваквата листа. Значи само тие ќе имаат директно пристап до ваквата услуга, а они одлучуваат дали вас ќе ви дадат да бидете дел од ваквата услуга. Сега, интересна работа која што мораме да ја напоменеме пред да продолжиме со објаснување на самиот систем е тоа што Федералната резерва и FedNow сега се враќаме на она што јас ви го кажував кога објаснувавме за ISO 20022. Значи во линкот на нашето видео, на крајот од видеото ќе ставиме во предлог првото видео да биде CBDC, за оние кои што не знаат што представува CBDC, може да научат малку подобро, а второто да биде за ISO 20022 и последното видео во кое што објаснуваме како ISO 20022 ќе биде одлучувачкиот фактор за тоа кои криптовалути ќе практично станат дел од новиот финансиски свет, а кои не. Значи ISO 20022 на кратко представува ISO стандард по кој што практично ќе се на некој начин чистат оние валути кои што се одобрени од оние кои што не се. Истото важи и за државни валути, истото важи и за било каков тип на добро. Значи дали е тоа ресурс од типот на злато, сребро, не знам, бакар, дали е хартија од вредност од типот на не знам Tesla, Apple, Microsoft. Значи сите овие моменти, сите овие да речем капитални добра ќе бидат одобрувани од овој глобален стандард ISO 20022, за кој што ќе погледнете нормално во видеото кое што е ставено на како предлог на крајот од ова видео, за кое што практично она што е најбитниот дел е дека со ISO 20022 овој нов систем за комуникација помеѓу финансиските институции дава опција во која што и CBDCs и традиционалните пазарни институции и банки и криптовалутите ќе имаат заеднички програмски јазик по кој што ќе може да функционираат. Со тоа што да не забораваме главниот момент на ISO 20022 е тоа што веќе имаме неколку валути кои што се дел. А тоа е HBAR, IOTA, Quant, Stellar, Algorand и најбитните и XDC нормално и најбитниот XRP заедно со Stellar, кои што овие два представуваат главните проекти кои што одлучуваат дали одреден проект ќе стане или не дел од ISO 20022, како и одлучувачки делуваат во однос на тоа како понатаму ќе се развива ISO 20022 во однос на криптовалутите. Така да од овој момент се поврзува XRP со самата Федерална резерва и со интегрирањето за меѓународно платежно средство поврзано со FedNow. Значи може да видите и сами. Сега, во тој дел нема да навлегуваме, само сакам да го напоменам, затоа што овдека може да го видите официјално на нивната страна, каде што непобитно е дека XRP и останатите коини кои што ви покажавме стануваат дел од следната финансиска, така речено, глобална шема, со тоа што не заборавајте, она што го напоменавме и претходно, потребно е време се тоа да се интегрира и затоа верувам дека во иднина овие проекти ќе ни донесат многу профит, затоа и сите овие проекти што исклучок на Stellar со оглед на фактот дека имаме огромна количина на XRP, се дел од нашето портфолио поради оваа причина. Сега, во однос со тоа кои ќе бидат основните први практично услуги кои што ќе може да ги направат, оние кои што се дел од ваквата шема, односно оние сервис провайдерите со мастер акаунт, се практично значи 24/7 365 дена во неделата во годината инстантни трансакции кои што ќе бидат завршувани до максимум од 20 секунди. И еве го повторно ISO 20022 месечни системот, затоа што овој нов FedNow систем ќе биде директно компатибилен со ISO 20022. Дополнително да не заборавиме дека главниот проблем кој што сега веќе навлегуваме во тоа дека станува збор за CBDC е дека овие луѓе со мастер акаунт ќе можат да ставаат лимит на вашата трансакција,
колку е низината големина, лимит на бројот на трансакции во текот на денот и blacklисting на трансакции. Тоа се трите најосновни работи кои што се практично дел од CBDC, со кои што практично вие сте буквално лимитиран и баниран од користење на вашите финансиски средства. Сега, ќе се вратиме повторно на тоа, само уште некои интересни работи кои што мораме да ги напоменеме за тоа, нели, кои се основните граници на истиот, значи ќе имаме 3 вида на практично трансакции кои што ќе бидат процесирани од овие нодови, значи да не забораваме дека сите овие практично нодови процесираат различен тип на трансакции. Едни ќе бидат за основните корисници, а тоа сме ние, физички и правни лица, кои што се уште веднаш ограничени. Основниот лимит ќе биде до $100,000 по трансакција, а максимум ќе може да биде подигнат на $500,000 доколку мастер акаунтот, односно банката во која што вие имате акаунт како custody до FedNow сервис, ви дозволи да го зголемите, нормално, со тоа што да не заборавиме дека главната работа, барем на почеток, е тоа што не е ограничен бројот на трансакции. Ова е само ограничена количината колку може да биде во една трансакција. Така да барем за почеток не сте целосно ограничени за тоа дека не можете, например, колку сакате да префрлате во текот на еден ден. Сега, кога ќе ви кажат дека тоа било исто и подобро од криптовалутите, не заборавајте дека во криптовалутите може да пратите 2 трилиона во транзакции, се разбираме? Значи следен пат кога некој ќе ви каже дека CBDC е подобро од крипто, кажете му дека вие моментално во Ethereum или во Bitcoin или што и да е, може да пратите 1 тон пари. Немате лимит на трансакција, не одговарате на никого за тоа каква е трансакцијата, значи буквално сте одврзани. И никој не ви ги следи сите трансакции, освен ако нели за тоа не се најдат соодветни агенции кои што работат, но повторно тоа е исто како да правите тракинг на кеш, така, тоа е нормално. Значи поради криминални действија е нормално да имате ваков тип на услуга, но не и за секоја трансакција, така. Сега, тоа е првиот дел, додека имаме втор и трет. Вториот ни е практично сега, само да видам како беше точно како се нарекуваше, само момент. Значи liquidity management transfers, тоа е вториот тип на трансакции, тоа е ова. Сега овде за жал не е запишено како што треба. Значи liquidity management transactions се уствари трансакции помеѓу институции најчесто. Сега овде институции се зема и приватни и државни, со оглед на фактот дека државните не се нели нормално познати, додека приватни станува збор за големи payment провайдери кои што не се банки. Например, не знам, имате еден куп како Venmo и како нели PayPal, Stripe итн. Значи не е битно. Битно е дека станува збор за огромни корпорации кои што им се потребни вакви тип трансакции. Не сте 500,000, извинете, ова би било. Значи ова е основната за основните луѓе. Ова е онаа за која што разговаравме сега моментално за институции, каде што 2,5 милиона ќе биде минималната, значи граница која што може да биде тоа е по една трансакција, значи 2,5 милиона може да има во една трансакција, а максимум може да се направат $10 милиона трансакција во текот на денот и нормално последната која што е settlement layer, каде што во оваа ситуација, значи ги имаме овие лимити од 50 милиона, но според она што успеав да го разберам, settlement layer не представува layer, односно нодови кои што прават трансакции, туку ова се најчесто surveillance нодови, кои што прават наблюдување, надзор за да направат соодветни репорти. Како и да е, нели, понатаму уште појасно ќе ни стане како се тоа функционира. Сега кон нас оваа третава не ни битно, ова е директно нели на државно ниво, но треба да ни биде битна, сега ќе објасниме зошто. Сега пред да продолжиме со делот со CBDC, кој што е најстрашниот и најбитниот во оваа ситуација, да напоменеме дека на вистина, значи цената на трансакциите се сосема солидни, со тоа што значи цена на трансакција моментално за физички и правни лица, односно за овој дел, каде што имаме трансакции од 100 до $500,000, значи цената на трансакцијата ќе биде 4,5 центи, значи е доста ефтино, со тоа што не ја плаќате вие ја плаќате на вашиот мастер акаунт, односно на банката преку која што имате акаунт, додека банката е таа која што директно плаќа на FedNow сервис и $1 за liquidity management трансфери, односно на втора категорија од максимум до $2,5 милиона во една трансакција. Така да ова се цените по кои што ќе се плаќа, со тоа што до крајот на 2023 година нема participation fee, ова е практично чланарина која што ја плаќате, а потоа на месечно ниво плаќате $25 чланарина за користење на FedNow, што го побива делот со 4,5 центи, но нели останува да видиме како се тоа функционира. Сега за сега тоа се основите. Сега
Ова е, можеме да видиме, значи соодветно на самите Федералната резерва ви дава практично reporting and reconcile. Значи, зошто е ова битно? Јас нема да одам низ целата ова, нели, што и да е некој труд. Битно е да ви го покажам делот каде што лажат дека ова ќе биде, нели, анонимно. Лажат дека ова ќе биде анонимно, односно еве вака, FedNow Specific Reports and Information. Овдека ќе ви прочитам еден дел каде што точно се кажува дека секоја трансакција ќе биде држена во репорт и овие репорти се директно предавани постојано на Федералната резерва. Што значи дека постојано Федералната резерва има целосна контрола на тоа што вие правите. Значи, the FedNow service will provide reports containing information about service activities for all the RTMs, including within payment messages and non-value messages. Значи, Федералната резерва постојано ќе прави репорти кои што ќе ги содржи информациите за сите сервис, значи ова се RTMs, практично сите оние кои што имаат мастер акаунт, значи вклучувајќи ги и платјачките пораки и оние пораки кои што немаат практично вредност. Значи било каков тип транзакција која што ќе се движи преку FedNow е постојано запишувана, се разбираме. Значи постои репорт каде, што и како сте направили. Значи гледате, овдека се вклучени сите трансакции, вклучувајќи ги мастер, значи она се мастер акаунтот, sub акаунт, она се практично акаунтите кои што ги имате вие, или да речем некој payment provider и secondary RTN levels, каде што да речеме дека, пример, PayPal има акаунт во JP Morgan, каде што JP Morgan дава акаунт, значи репорт преку својот мастер репорт за трансакциите на PayPal, кои што се sub акаунт за вашите трансакции кои што ги правите преку PayPal, односно secondary levels на RTN, значи за било кој од овие трансакции кои што вие ги правите, директно и постојано државата има репорт дека вие сте ги направили. Значи ова е CBDC. Имате постојано надзор на тоа што го правите. И сега, они ќе се обидат ова да ви го представат како борба против нели fraudsters, односно дека имате измами и сега пазите што вели. Значи поради измами во системот кои што се можни, слушајте сега колку добро ви објаснето тоа. Значи ќе имате network level transaction limits, односно ќе се практично во однос на мрежата ќе имаме лимит на трансакции. Така, што значи дека понатаму ако они утврдат дека има потреба од поголем лимит, тоа и ќе го направат со цел да ве заштитат. Значи гледате, ова е заради ваша заштита. Они секогаш го имаат вашето добро во, знаете ви, тоа не морам да ви го кажувам. Participation level transaction limit, значи во тоа колку може да учествувате, нели во однос на користењето на оваа услуга, како и participation defined negative lists, односно financial institutions may specify suspicious accounts their organizations can't send to or receive from, односно да бидете блокирани. Сега се враќаме на овој дел, каде што се најавува дека ќе имате лимитирање на вашите трансакции, бројот на трансакции и количината, како и повторно ќе имате директно можност од страна на, не мора да биде ни Федералната резерва, туку оние кои што поседуваат мастер акаунти, кои што ви ги наблюдуваат трансакциите, ги репортираат директно Федералната резерва, имаат право да ве банираат. А FedNow се цели да биде единствената опција за пари во Америка. Значи се оди кон тоа да се конечно уништи кешот, што може би е и причината поради која што се прави хиперинфлација моментално, со која што практично кога вие имате функционален FedNow, ќе се даде предлог на населението, знаете што? Поради хиперинфлација, од сега го укинуваме кешот и се ќе биде нели преку FedNow и на тој начин ние ќе можеме директно да контролираме инфлацијата, што верувам дека знаејќи Америка комплетно можам да бидам сигурен дека ова е една од опциите, дека навистина Америка се обидува преку ваква инфлација, така речено да си го уништи сопственото средство кеш, со цел да даде сила на FedNow да земе целосна контрола над целиот платечки систем. Контрола над целиот платечки систем, каде што вие не поседувате веќе кеш, ве става во ситуација каде што било кој мастер акаунт кој што е практично нов на FedNow, може во било кое време да ви исклучи поради причини по кои што он верува дека вие сте направиле нешто несоодветно. Се разбираме? А кој ги одредува правилата за несоодветност? Сега се враќаме на репресијата, која што ви ја кажувам постојано,
Утре, ако напишете на Facebook несоодветен коментар, дополнително имате шанса да бидете блокирани поради X причини. Земете го штрајкот во Канада, што постојано го взимаме за предвид. Значи, замислете, Канада се дрзна преку приватни банки да ги блокира сметките на сите учесници во камионџискиот протест. Со тоа што дополнително се дрзна да ги блокира и акаунтите кои што ги поседува на криптоменовошниците само затоа што се во ваков процес. Така, ваков протест. Замислете што ќе се случи кога они имаат директно надзор врз вашите пари и немате друга опција, значи не постои кеш, туку постои само cashless society, каде што FedNow во било кое време може да ве исклучи. Не заборавајте. Така да кога ќе ви кажат дека ова не е CBDC, знаете како, што викаат американци, ако оди како патка и квака како патка, значи патка е. Се разбираме? И истата ситуација и овдека. Тоа оти можеби не користеле директно и целосно блокчейн технологија, него менува фактот дека она што го гледаме моментално представува Apple CBDC. Се разбираме? Има сите карактеристики на CBDC и очигледно се бори против било каков тип на практично конкуренција, како што беше Silvergate со своето SEN солуција, каде што веќе имавме 24/7 трансакции постојано, како што е крипто, со оваа ситуација Operation Showpoint 2.0, значи крипто моментално, ако погледнете и сами, представува единствената опција во која што вие немате директна контрола, немате запирање на тоа кога ќе бидат вашите трансакции, кога ќе бидат, колку ќе бидат, до кого ќе бидат, така да крипто, ако може да видите и сами, со оглед на фактот дека очигледно се оди кон тоа да се сузбие кеш и прашање на време кога конечно ќе успеат тоа да го направат, значи крипто ви останува единствената опција во која што вие ќе биде дозволен приватен капитал на приватна мрежа кој што не може да биде дури да сака нападнат од страна на Америка. Така да имајте го ово предвид. Значи, велам дека ова е многу битно затоа што првенствено ова ќе се одрази на многу други држави. Зошто го велам тоа? Знаете и сами дека кога Америка води, за жал многу идиоти следат, посебно во западниот свет, во кој што за жал и ние се наоѓаме. Значи тоа значи дека ако Америка го направи ова и сето тоа тргне, прашање само на неколку месеци кога сите ќе го направат истото веднаш после Америка. Втора битна работа е тоа што јас верувам дека овој Chokepoint 2.0 ќе продолжи се додека не се осигураат дека FedNow функционира како што треба, како што беше ситуацијата во Кина. Затоа и уште еднаш ќе напоменам, направивме видео во кое што споредивме и кажавме дека буквално ова што го гледаме во Америка е само копија на кинеската стратегија во која што Кина постепено го забрани крипто на својата територија со цел да го прошири својот дигитален юен кој што моментално функционира. Моментално Америка не прави ништо освен бледа копија на тоа што го направија кинезите пред само 1 или 2 години. Така да, уште еднаш ќе напоменам, верувам дека притисокот врз криптовалутите ќе продолжи и понатаму, посебно за време на реализирање на FedNow, дури ќе се зголеми, како што мене ми изгледа. Сега, на некој начин јас верувам дека и за тоа и го брзаат сето ова да го направат пред следниот bull market, каде што би намалил притисокот, кога веќе FedNow бил активен и функционален, и нормално во следната ситуација кога веќе имаме функционален FedNow, нема причина зошто да не им дозволат на криптовалутите да се вратат, барем во ограничена количина. Да не заборавиме, значи ако погледнете и овдека, Hong Kong Legal Crypto Currency, само се извинувам, може да видите дека истото го направи и самиот Hong Kong, односно веќе имаме листа на оние кои што се дозволени. Сега овдека како забелje не може да најдам. Само момент. Значи, како што кажавме, истата ситуација. Откако успеа да го прошират и практично CBDC-то на Хонг Конг и на Кина, очигледно дозволија само одредена мала група на, да речем, blue chip крипто да биде дел од овој нов проект во Хонг Конг, каде што се легализира самите криптовалути. Така да, верувам дека така ќе се движи понатаму, останува да видиме како се тоа ќе се одвија, затоа што ние не можеме да направиме ништо, освен да се заштитиме самите себе си. Јас не можам да ви кажам што да правите, ова не е финансиски совет, но ако јас се прашувам, јас лично голем дел од своите капитални вредности ги чувам во крипто баш поради оваа причина, затоа што прашање на време кога ќе ни биде забранет кешот, а државата ќе биде таа која што ни кажува каде, колку и што можеме да потрошиме. Така да поради оваа причина јас и понатаму сакам моите средства да бидат заштитени
како криптовалути кои што имаат свој децентрализиран систем, блокчейн, кој што ги заштитува од напади од држава и останати идиоти. Како и секогаш се надевам дека ова ви се допадна како материјал, знаете и сами, значи постојано го повторувам истото. Би сакал само да замолам, доколку ви се допадна овој материјал, да го проширите што може повеќе на други македонци, затоа што нели се трудиме што можеме повеќе материјал да направиме на македонски. Тоа е единствената помош која бараме од вас, да ни помогнете да ја прошириме оваа материја на што повеќе македонци, нели, пред да биде прекасно, како и секогаш, и нормално лайк, шер, сабскрайб ни помага да практично му кажеме на YouTube алгоритамот, доколку ви се допадна видеото, дека нели треба да го препорача и на други луѓе да го гледа. Тоа е се што бараме од вас, како и секогаш се гледаме во следното видео и ви благодарам како нормално за поддршката на нашиот канал. Се гледаме повторно. Поздрав!